Почитувани представници на медиумите, е една навистина исклучителна можност да представиме дел од она што работиме по општините. Јас сум Талески Владимир, градоначалник на општина Битола. Сакам да подсетам само на еден концепт кој што го наметнавме 2005 година. Значи, една од најважните работи беше како она што се проекти ќе успееме да го isfinansираме за тие да станат реалност. И почнавме да применуваме повеќе начини, значи се разбира дека еден од најважните суштински начини е да се стегне буџетот на општината и оттаму финансираме само еден дел од програмата, значи од буџетот на самата општина. Вториот начин ни е аплицирање до министерствата со конкретни проекти во отделните министерства. Значи дали е тоа животна средина, транспорт и врски и така натаму. Значи тоа би бил вториот начин. И третиот начин, кој што е многу интересен и многу важен и за кој што општина Битола навистина многу вложи, повеќе обуки на сите наши државни службеници, аплицирање до европските фондови. Имавме до сега искуство, многу пријатно, многу позитивно и веќе сме сведоци за реализирани неколку проекти. Еден таков, еден од најубавите, најскапите и кој што донесе навистина многу среќни лица во Битола, тоа е проектот така наречен М5 од Интерек програмата, Интерек 3 програмата, кој што е околу 1 милион евра, а тоа значи потполна реконструкција и асфалтирање на улиците Прилепска, 4 ноември до автобуска и железничка станица. Значи за неколку километри ја разговараме. Тоа е тој начин. И четвртиот начин е во договор со стопанствениците, бизнисмените, кои што исто така имаат интерес и сакаат да помагаат на општината. Па често пати се случува ние да помогнеме во дел на паркинзите, тие да помогнат во дел на инфраструктурата, значи еден комбиниран начин и тоа до сега, да кажем искрено, многу успешно го спроведуваме. Во таа смисла се одрабривме да направиме повеќе типови на проекти. Значи проекти кои што се краткорочни, среднорочни и долгорочни проекти. Голем дел од нив се веќе направени. Ние веќе информиравме во јавноста за проектите што се направи првиот мандат, информиравме за првите 100 дена што направивме и се разбира сега веќе во континуитет ги наследуваме долгорочните проекти, дел од среднорочните кои што не ни беа завршени ги привршуваме и се разбира тековни проекти како што се конкретни водоводни инсталации, канализација и така натаму, асфалтирање на помали улици, тампонирање. И генерално работата на локалната самоуправа и на градоначалникот најмногу и најчесто се цени по инфраструктурата. Или како што знаеме да кажеме во хардверскиот дел. Софтверскиот дел, значи разните обуки, семинари и така натаму некако поретко се гледаат и некако не ни се есепат и ретко кој ни ги книжи. И во таа смисла се определивме и ние за повеќе хардверски работи. Значи, кога го гледам ова, сакам да кажам дека за работи кои што се материализира, кои што се конкретни и се гледа. Тоа се асфалтирање на улици, значи како што ви кажав, правење на нови паркови, патеки и така натаму. Бидејќи тоа го имаме и досега информирано, денеска сакам да ве подсетам само на неколку проекти кои што тековно ги работиме, а имаат врска и со претходните проекти, а имаат врска и со проектите кои што видиначи ги работиме. Значи се работи за еден посложен концепт, но јас ќе се потрудам наједноставно и најкратко тоа да ви го кажам. Значи, по завршувањето на Детал 5, односно на М5, проектот улица Прилепска, 4 ноември железничка станица, се запативме со пробивање на нова улица, улица Железничка во целост, каде што е завршена експроприација, сите објекти, околу 6 објекти на тој дел се срушени и е отворена нова улица која што е паралелна со улицата Прилепска Иван Милутиновиќ и за нас е многу битна затоа што го растерети централното градско подрачје од тесните грла на сообраќајот. Се разбира дека тоа многу придонеси за безбедноста на нашите граѓани. По завршувањето на улица Железничка правиме еден голем кружен тек на влезот во градот Битола, кој што треба да ги спои веќе направениот М5 и улиците Прилепска 4 ноември со улица Железничка, во дел реконструјаната улица Иван Милутиновиќ и се разбира сега пробиваме уште една улица што треба да ни спои една нова населба Ушици. Значи, сето тоа ќе биде врзано во новиот кружен тек кој што го правиме на влезот од Битола, кој што пак треба да се поврзи со новиот влез во градот. Тука сакам да кажам дека штом го завршиме кружниот тек на сообраќајот за влез во градот, почнуваме со изградба на влезот во Битола кој што треба да биде булеварски. Тоа подразбира 2 ленти за излез на сообраќајот и 2 ленти за влез во градот
и се надевам дека оваа градежна сезона во еден добар дел и тоа ќе успееме да го направиме. Тоа е еден покрупен проект кој што навистина бара повеќе време и повеќе инвестиции и зошто е многу важно? Затоа што улицата Железничка е всушност изфинансирана од буџетот на општината. М5 е од европските фондови, кружниот тек на сообраќајот е од самата општина, а пак влезот на градот е финансиран од владата на Република Македонија. Значи неколку проекти кои што ги спојуваме во едно нешто и всушност сето тоа дава поголема безбедност и сигурност за нашите граѓани. Се разбира, тоа е задоволување на потребите бидејќи за да се одлучиме каде ќе финансираме, кои проекти ќе ги правиме, ние правихме анкети и направивме банка на идеи. Правиме денови каде што ги слушаме идеите на нашите граѓани, ги селектираме идеите и оние најреалните, највозможните ги претвораме во проекти и ги правиме.